Почнете од почеток со Бони Сала. Немојте да се прилагодувате со својот свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Римјаните, 12 глава, 2 стих. Кога апостол Павле ги советуваше римјаните како да одредат кои мисли и постапки беа во склад со Исусовото поучување, тој напиша: немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Римјаните, 12 глава, 2 стих. Факт е дека постојано нешто не преобразува. Обновувањето е она што ќе овозможи живот на Исусовиот следбеник, практично да покаже фокус на Исус, не на другите луѓе или на светот. Упатството на Павле да престане да се сообразува со светот често се толкува како немојте да бидете како другите луѓе. Но вистинската цел е да се трудиме да бидеме се повеќе како Исус. Колку повеќе ги проучуваш Исусовите начини на однесување, толку подлабоко е неговото поучување. Брат ми е стрелец кој сака да вежба нишанење на стрелиште. Кога ги усовршува своите вештини, тој не ги гледа другите на стрелиштето. Неговиот поглед е апсолутно насочен кон целта кон која нишани. Значи не ја мериме преобразбата според другите луѓе, дури и на оние на кои им се восхитуваме. За среќа Светиот Дух не води во обновата на нашиот ум и во преобразбата на нашите постапки, кои ни помагаат да ги покажеме Исусовите квалитети: љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност, кроткост и самоконтрола. Галатите, 5 глава, 22 и 23 стих. Ние раснеме со овие атрибути, не со копирање или со осудување еден на друг, туку поканувајќи го Светиот Дух да не преобрази и изложувајќи се себе си на писмото. Свети Душе, помогни ни да се фокусираме на Исус, не на другите, и преобрази не така што неговите патишта ќе станат наши патишта. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.